За сите мои пријатели, театарски уметници од целиот свет. Ја пишувам оваа порака за вас по повод Светскиот ден на театарот и се чувствувам обземена од среќа дека вам ви се обраќам. Секој нерв во моето битие трепери под притисокот на она ништо сите ние минуваме. Страдањето на театарските и нетеатарските уметници. Страдањето од големите притисоци и мешаните емоции кои се надвиснати над светот денес. Нестабилноста е директен резултат на она ништо поминува нашиот свет. Конфликти, војни, природни катастрофи со очаен ефект, не само врз нашиот материјален свет, туку врз нашиот духовен свет и нашиот психички мир. Денес ви се обраќам вам, додека имам чувство дека целиот свет стана изолиран остров, или како бродовите кои се губат во маглата над хоризонтот. Секој од нив ги шири своите едра и испловува според водство, кој не гледа насока во хоризонтот пред него, но продолжува да плови, надевајки се дека ќе стигне безбедно до пристаништето по долго преиспитување на непредвидливоста на разбурканото море. Нашиот свет никогаш не бил толку блиску поврзан меѓу себе како денес, но во исто време ни толку оддалечен и дисхармоничен како што е денес. Тука лежи драмскиот парадокс кој современиот свет го истакнува пред нас. Иако сме изложени на современ начин на размена на вести и пренос на информации и комуникации кои ги кршат сите географски бариери, светот сведочи конфликти кои ги надминува, за жал, границите на логичната перцепција и креира очигледно зближување. Сепак, фундаменталното разидување не дистанцира сите нас од есенцијалното во хуманоста, од едноставната суштинска форма. Театарот во својата суштина е чист и хуман акт, кој се базира на есенцијалното хумано, а тоа е животот. Со зборовите на големиот Константин Станиславски: никогаш не доаѓај во театар со кал на чевлите, остави ја прашината и валканоста надвор. Преиспитај си ги своите мали грижи, караници, проблеми и остави ги на закачалка како твојот капут. Сите работи кои ти го уништуваат животот и ти го отргнуваат вниманието далеку од уметноста, остави ги таму кај вратата. Кога се качуваме на сцената, се качуваме само со еден живот во нас, оној на човековото битие, но токму овој живот има способност да се подели и репродуцира, претварајќи се во многу други животи, кои ние ги изведуваме на сцената, пред светот, ги оживуваме, а тие цветаат и се шират како парфем кој допира до другите. Тоа што ние го правиме во театарот како драмски автори, режисери, актери, сценографи, поети, музичари, кореографи, техничари, сите ние, без исклучок, учествуваме во чинот на создавање живот кој не постоел пред ние да стапнеме на сцената. Не претерувам кога велам дека нашиот акт на сцената е акт на животот, генериран од ништо, како килибар кој свети во темнината, осветлувајќи ја и затоплувајќи го студениното. Ние сме тие кои на тој живот му го овозможуваат неговиот сјај, кои го прават вибрантен и со смисла. Ние сме тие кои ја користат со темнината на игнорирањето и незнаењето нашата собствена светлина. Затоа ние ги издигнуваме нашите заложби, време, солзи, крв, нерви, се што треба правиме со цел да ја пренесеме ваквата силна порака, бранејќи ги вредностите на вистината, добрината и убавината, верувајќи дека животот на вистина заслужува да се живее. Денес вам ви се обраќам, за да се прослави таткото на сите уметности, театарот, на неговиот ден, и да ве поканам да застанеме сите заедно, рака за рака, рамо до рамо, да вреснеме од длабочината на нашите гласови, како што сме навикнати да го правиме тоа на сцена, да излезат од нас зборовите, будејќи ја совеста на целиот свет, барајќи ја во себе изгубената човечка суштина, да си дозволиме да не напушти ова непријатно обкружување на бруталност, расизам, крвави пресметки, едноумие и екстремизам. Човекот чекорел на земјата под сонцето илјадници години и ќе продолжи да чекори. Затоа, зграбчи му ги стапалата од вртлогот на војната и крвавите конфликти. Предложи му да ги напушти пред вратите на сцената. Нашата хуманост повторно категорично ќе зацврсти. Хуманост со која сме квалификувани да бидеме горди што сме луѓе и дека сите сме браќа и сестри во просторот на хуманоста.
Нашата мисија е, нам, драматичарите, носителите на факелот на светлината, од првата појава на првиот актер на сцената, да бидеме фронтално конфронтирани кон се што е грдо, крваво и нечовечно. Се конфронтираме со се што е убаво, чисто и хумано. Ние и никој друг ја имаме способноста да го афирмираме животот. Затоа да го шириме животот заедно за доброто на светот и човечноста.